денесната нишка на рецептите е капрезе салатата. Капрезе салатата, мислам дека ви ја подготвив и во некоја од емисиите претходни, е во основа сето она што се прави од моцарела, домат и босилек. Јас го искористив тоа како една инспирација за два рецепти. Ке направиме пилешки стек, кој го нареков капрезе стек, бидејќи се прави како на исти начин на кој би се направила салатата, со тоа што ќе ги подготвиме малку поинаку состојките, ќе ги стоплиме шери доматите, ќе ја растопиме моцарелата, меѓутоа вкусот во позадина ќе биде тој и ќе направиме една паста, лесна паста која ќе направиме од фетучини со сите оние состојки кои одат во капрезе салата, но ќе збогатиме со малку свежи ракчиња. Ќе работам се паралелно за да стигнеме да ги направиме за 25 минути и да ви покажам дека навистина е едноставно доколку добро се организирате. Ќе ги ставам да се варат тестенините. Зобрев вода за да го убрзаме малку процесот на вриење, бидејќи ми требаат ринглите, ќе ја ставам пастата да се вари на другата плотна. Убава количина на вода, убаво посолена. Значи буквално 2 дарежливи прстофати, секогаш кога варите паста, варете ја во многу убаво засолена вода. Внатре оди пастата, водата вриеше, исклучиво во завриена вода се става пастата и ќе ја ставам да се вари на другата рингла. Според инструкциите им требаат околу 7-8 минути. Овие тестанини, овие фетучини се со јајце, така да им треба малку подолго време од оние кои се само со вода правени. Ќе ги оставам да се варат додека ги подготвам другите состојки. Паралелно ќе ги направиме првин стековите. Она што сакав да го направам е прво стековите да ги пропржам. Ќе ги пропржам до степен до каде што ќе го формираат тој златен круг од страната, односно ќе бидат малку запечени, а потоа ќе одат во редна да се допечат и ќе започнеме со подготовка. Имам 2 убави стека, отприлика ви требаат за оваа количина 2 до 3, меѓутоа едниот е поголем, ќе го пресечам на половина. Имам од ножевите за филетирање на карес, дуо и ќе направам потенки парчиња стек. И ќе бидат основа како тањирче. И имам уште еден. И тој ќе го isfiletираме потенко. Убаво ќе ги посолиме од сите страни. Нив ќе ги пржиме само на масло и на путер за убаво да го започнеме процесот на готвење, а потоа ќе одат во рерна, каде што ќе ги испечеме заедно со шири томатите, како оној вирален TikTok рецепт, знаете, кој е баш популарен. Мислам дека и ние го направивме со фета, сирење и шири домати, ќе искористам сличната техника за да ги направам. Ќе загреме на тава. Внатре малку сончогледово масло. Секако президент путер. Ќе ставам една лажица. Другото ќе го зачувам за вториот рецепт. Бибер. И денеска имам, ова ми е баш, може да видите дека е бебе босилек, нов босилек од градината. Ова е лимонски босилек или ситно лисен босилек кој е исклучително ароматичен, ја има онаа арома на босилек, но не е како крупнолисниот, ама има баш поинтензивен вкус, го викаат лимонски, така барем пишуваше на кесичката која ја посадив, лимонски босилек. Единствено што не ми успеа беше темниот босилек, односно виолетовиот, не знам, пратете ми некој тип како да го засадам и да го одржам жив, бидејќи пораснува до некој степен, меѓутоа кога ќе го префрлите во друга саксија со повеќе земја, едноставно во еден ден ми се суши, не знам зошто се случува тоа. И свечено да ви изјавам дека
имам толку количина коријандер посадена, која е феноменално порасната, значи ослините, мислам дека му треба уште недела до 10 дена да биде баш димензија која може да се конзумира, така да очекувајте мексичка недела, исклучиво со коријандер. Ќе ги пропржиме стековите. Направам место да бидат целосно на оган од сите страни. Од кога ги ставиме, не ги подигаме, отприлика 5 до 6 минути од едната страна, 5 до 6 минути од другата страна. За тоа време може да ги подготвиме шери доматите, ќе превртам даската, знаете, сирово месо кога сечете, не смеете ништо друго да ставите врз него. И она што сакам да го искористам како техника, ви го објаснив претходно, беше до тоа што ќе ги ставиме стековите на основата, одгоре ќе ставиме шери домати, во кој ќе ставиме малку лук, малку сушен босилек и маслиново масло. Сето тоа оди на печење. Убаво, шери доматите ќе пуштат малку сос, ќе заличи тој на нешто налик томато сосовите, меѓутоа шери доматите ќе си задржат својата конзистентност, односно нема да ги исечеме, за да можеме потоа убаво да ги сервираме како топла салата врз стековите. Сам дека сега више не можам паралелно да направам, освен да го исечам лукот, бидејќи немам слободна рингла. Стековите се пропржија, може да ги превртите кога ќе видите дека имаат формирано тој златен прстен што се нарекува, односно подпечени се по краевите, бидејќи ви кажав дека ќе одат во рерна. Ќе користам маслиново масло да ја подмачкам тавата и ќе ги префрлам парчињата стек на дното. Убаво по целата тава. Ова е еден од оние многу лесни рецепти кои верувам сите може да ги направите и да ги подготвите, меѓутоа апсолутно има исклучително богат вкус и нема да зажалите доколку му дадете шанса. Навистина е буквално ресторански квалитет за еден богат вкус и уживање. Следно што ќе ставам ќе биде моцарела. Имам 2 топки моцарела за оваа количина. Ќе ја насечам тенко, затоа што сакам да ги прекријам стековите со моцарела. Тие ќе се растопат, ќе се запечат. Ќе направат еден дополнителен слој на убав вкус. Моцарелата оди врз стекот, за да малку да се заштити од горење од згора, бидејќи од згора ќе ги наредиме шери доматите, а кога ќе ги послужиме ќе запечеме еден багет, ќе ставиме врз запечен багет, од згора пилешко, убави шери домати. Мислам дека нема нешто што може подобро да ви ги задоволи вкусовите од еден ваков рецепт. А е толку едноставен. Баш лесен за правење. Ставете моцарела на секаде и ќе ставиме шери домати. Тука имам убава количина која ќе ја ставам околу, затоа што сакам тие да се подпекуваат, а да испуштаат од својот сок доле, а тој сок да ми ги подпекува, тоест да ми ги динста стековите, да ги направи доматите, шери доматите се имаат киселост во себе малку, ќе има една киселина во позадина, кисел удар. Лукот кој го здробивме ќе оди како конфети. Или може ако сакате да ставите цела главица на страна, па потоа да ја изгмечите, да направите еден сос околу кој ќе биде баш онака на подпечен лук ќе мириса. Имам само сув босилек кој сакам да ми ги спои вкусовите, да згоре ќе ставиме од мојот свеж бебе босилек, маслиново масло по цела тава, сол секако. И оди во рерна.
35 до 40 минути. Меѓутоа ќе оди на 180 степени за месото полека внатре да се динста и убаво и полека нежно да се вари. Доколку сакате побрзо да го направите овој рецепт, можете да ги испржите комплетно стековите, а додека се пржат стековите да ги испечете шири доматите, па потоа само да ги сервирате едно врз друго, меѓутоа вака ќе имате баш едно совршено поврзување на вкусовите. Малку бибер. И само допир пармезан. Баш допир. За да го појача вкусот на моцарелата. Варирна и се гледаме за кратко со вториот рецепт. Следно што ќе направиме ќе бидат паста, капрезе паста со ракчиња. Најпрво ќе ги испржам ракчињата, но на класичен начин. Во путер сос, каде што ќе ги удавиме во путер и во маслиново масло. Ќе ги зачиниме само со лук, сол, бибер и малку благ буковец. Искористете лут доколку сте љубител на лут буковец. Јас многу сакам лут буковец, ама бидејќи сакам да го послужам на мојата екипа, ќе искористам благ овој пат. Маслиново масло и ќе дадеме 2 лажици секако президент путер. Убаво ќе го растопиме и од кога ќе се загрее внатре ќе изгмечам чешниња лук. Едно ќе го изгмечам за да ми го ароматизира целиот путер, а другото потоа ќе го насечкам и ќе го пропржам во останатиот зеленчук. Средна до ниска температура, да не ви се изгорат ракчињата. И одат внатре. Внимавајте, ракчињата, овие се свежи ракчиња, денеска ги доставија пакет, мака имаат совршена рибарница до нивната понуда. Внимавајте, многу се нежни, не треба силно и агресивно да ги мешате, само баш недно однесувајте се со нив. И мислам дека сум ви објаснила до сега. Готова ракче, ево совршена S форма. Ќе ги посолиме. Иако тие се природно солени, знаете од каде доаѓаат, не морам да ви кажам, меѓутоа малку ќе им додадеме за да бидат убаво доволно засолени во целата количина. И гледате, веќе од прозирни ја менуваат својата боја и стануваат она бело, розеникаво црвена боја која е позната за морските плодови. Убаво ќе ги пропржиме во путер сосот, ќе додадам буковец. Зашто така ми се допаѓа, не знам, ако вас ви се допаѓа друга комбинација, употребете друга. Протеинот на ракчињата е многу нежен, навистина многу малку време му треба, доколку е преварен, односно премногу термички обработен, станува тегав и затоа многу луѓе, мислам дека тоа е причината, има два типа на луѓе. Луѓе кои се дават буквално во морска храна и луѓе кои воопшто не сакаат да ја помирисаат. А мислам дека тоа доаѓа од тоа што никогаш пробале нешто што не е доволно или убаво спремно, заради тоа што морската храна навистина бара да имате сенс кога таа се вади, односно кога е готова. И не треба да биде преварена. Имам повторно шери домати. Овој пат ќе ги сечам на половинки. Додека ми се проварат ракчињата, зашто сакам да формираат шубав и нежен сос, можеби. Во путерот во кој ги пржевме ракчињата, ќе ги пропржиме и шери домати. Ова не е добра. И мислам дека уште 20 на секунди.
И ракчињата се веќе готови. Ќе земам една чинија за да ги извадам, затоа што ќе го искористам истото масло и путер за да ги подготвам останатите сосејки. Ова е веќе готово. Доколку тие се соберат комплетно во буквата обуква, таква форма добијат, знаете дека се преварени веќе, односно премногу е стегнат нивниот протеин и веќе се сите готови и време да ги извадиме. Внатре ќе пропржиме беби спанаќ. Убаво за да умекне. Ќе ги додадеме и доматите. Убаво да се пропржат. Ќе насечкам уште 3 чешниња лук на парченца. Време е да додадеме малку сол, за да ја испушта доматите водата и убаво да биде засолена целата смеса, бидејќи внатре само ќе ги свртиме фетучините. Имаме еден лимон. Лимонот ќе го прелијам малку ракчињата за убаво да се ароматизираат. Ќе ставам во сосот. Убава количина, дарежливо. А ќе нарендам малку и кора за да ги ароматизирам. И свежа мелен бибер. Само некоја минута благо да се проварат, да испуштат од целата количина доматите, да остане никаде како парченца месо. Треба да имате редок сос во суштина, која е во основа путераст. Ги додаваме повторно ракчињата внатре за убаво да се ароматизираат. И ќе им дадам 3 минути за да се состават и потоа ќе ги додадам фетучините кои веќе се готови. Само да подрашитам и веднаш се враќаме. Го направивме сосот, малку ги подисцедив фетучините и мислам дека малку претерав со варење, а потоа го исклучив, но ќе се опуштат во сосот. Убаво ќе ги промешаме за да се соединат и убаво да се стоплат. Секако едно благо фрлање, иако ваатава не е наменета за вакво мешање, заради тоа што нема убав. Тава е баш за нешто да може да сварите. Ќе исклучам ќе исклучам ринглата и внатре оди цела топка моцарела. Ви кажав дека денешниот рецепт е буквално инспирација од капреза салатата. Ставам парченца кои сакам да се стопат од топлината, малку ќе оставам за дозгора да украсам и една чинија, помагало за тестени низ, ставете моцарелата низ содржината за да се стопи, гледате веќе почна да се тегне и да послужиме феноменални лесни фетучини со ракчиња, моцарела и шери домати. Секако на крајот ќе додадеме уште малку моцарела на врвот
Имам од мојот беби босилек, ќе ставам и од крупнолисниот. Баво. Цветчиња, буквално се мали, нежни ливчиња. И да покрај тоа што се многу вкусни, делуваат декоративно. Имам и од крупниот. Допир, маслиново масло. Бибер. И секако пармезан. Да го почекаме пилешкото и се гледаме за кратко со двата рецепти. Тавата која направивме со капрезе пилешка е веќе готова и јас сакам уште последно нешто да го направам. Имам убав багет кој ми го доставија од пакет МК. Ке си ја укучам мојата плотна и малку ќе го запечам. Само да го подгорам. За да имате тој загорен вкус кога ќе го пробате и загризате. Буквално само благо подпекување. Мислам дека уште малку му фали. Ева каков е направен. Имам едно чешне лук. Го пресечам на половина. Убаво ќе го замирисам багетот со лук. И ќе го сервираме пилешкото. Мислам дека ми фали една убава лажица. Ставиме 2 парчиња, доволно за една особа. Одозгора ќе ставиме од запечените шери домати да бидат топла салата. И имаме од босилекот, кој ќе го ставиме од згора. Врз целото јадење, за да имаме комплетен капрезе изглед. И мислам дека ќе подпечам уште една кришка за во тестенините. Апсолутно е дозволено, грешно задоволство и да искористите подпечен леб, малку намокрен во лук, за да може да си го мацнете сето она што ќе остане од тестените, бидејќи целата таа чорба во која ги правевме ракчињата и шери доматите е исклучително вкусна. Повторно подпечениот леб ќе го премачкаме со малку лук за екстра задоволство. И тоа беше мојот предлог за денес. Се надевам дека ви се допадна овие едноставни рецепти, каде што како инспирација искористивме познатата капрезе салата. Направивме пилешки стекови со моцарела, шири домати и свеж босилек. Ставивме на убаво подпечено парче леб за да ви биде екстра додаток во целиот вкус и една паста која направивме со беби спанек, шири домати, моцарела, малку пармезан и сето она што е состојка во капрезе салатата.
Се надевам дека ви се допаднав, а вие гледајте ме и утре и сите денови кои следат, бидејќи секогаш изобилуваме со различни идеи и рецепти и знам дека ви се допаѓаат, бидејќи исклучително ме радуваат сите коментари кои ги праќате на нашите профили на социјалните медиуми. Јас ким се заблагодарам на нашите пријатели Карес, Президент, Пакет МК и Бебел кои не поддржуваат да креираме секогаш различни емисии и секако им благодарам на мојата екипа која цело време е тука да ме поддржи да направам убави емисии кои вас радуваат во домот. Се гледаме веќе утре на телевизија 24.